Душко Млекарот, кој во октомври минатата година од Германија беше екстрадиран по барање на нашите правосудни органи заради одлежување на затворска казна со 2 пресуди од времето на неговото учество во шарената револуција, сега вели дека е изложен на постојани закани и малтретирање од полицијата. Иако првично беше сместен во затвор заради обновување на судскиот процес, пресудата која беше донесена во негово отсуство по сила на закон сега е поништена и тој се наоѓа во Битола со мерка еднаш неделно да се јавува во судот. Меѓутоа, како порано, така и сега е под полициски притисок. Сега исто бев нападнат пред една недела, кој пријавив исто во внатрешната контрола од истиот инспектор, кој сум напаѓан и пратен кој сум 24 сати и во улица кај мене идат, со колата сум пратен, некни бе во населбата Карпош нападнат за неносење маска наводно, а маската ми беше под брадата, пијав кафе и пушав цигара. Кој бев држан 2 сати, малтретиран од тој инспектор, кој имав сообраќајна несреќа, кој ми беше лопатката скршена, кој ме туркаше и му реков не ме турка, сум повреден, да не ме повредиш поново. Овој битолски фармер со бунтовен дух кој постојано тера своја правда против власта и институциите, сега нема кој да го заштити, како што вели ниту Хелсиншкиот комитет, ниту правобранителството, па дури и адвокати не се нафаќаат да го бранат. Побарав во социјални грижи да примам примања, бев одбијан зашто фамилијата моја била во Германија. Побарав работно место тука по институции, сум немал соодветна сколија. И јас одо што да живам. Битолскиот фармер се бореше за правата на сточарите во времето на хаваријата на Сведмил, па во шарената револуција и кога започнаа монтирани процеси против него со лажни сведочења, како што вели, се скара со партискиот врв на СДСМ и со фамилијата побегна и доби политички азил во Германија. Меѓутоа, бомбардирајќи ги своите партиски другари од сегашната власт преку Фејсбук, смета дека поради тоа ја побара и добија неговата екстрадиција. Во меѓувреме, сопругата и 2 деца сами се во Германија, тука фармата со 80 крави му пропадна, нивите остана запуштени, а татко му пред некој месец почина. Ке бегам во Германија, само ова да се расчисти, оти тука повеќе не се издржува, ни рече Душко Илевски. Тој пред 2 месеца имаше сообраќајка и на хаварисаното возило, кобајаги барајки дрога, смета дека сакале да му ја подметнат.